употребувањето на приватен термин, кај што пациентот ќе плати 100% од износот, наместо да плати само партиципација, тоа е веќе корупција за лична корист на здравствениот работник. Секој 13 го пријавил, да речеме формално, тој тип на злоупотреба. А сите останати по правило го игнорираат, а причините се најчесто недоверба во системот. Во однос на гинеколошка акушерската здравствена заштита, најмногу коруптивни практики, односно најмногу се бара или се дава за избор на конкретен гинеколог или тим за породување. Жените се меѓу 4 групи кои што се најмногу изложени на вакви коруптивни ризици, односно кои што може да бидат изложени, и тоа жените, пред се жените што доаѓаат од рурални средини и кои што имаат ниски и средни приходи, а по нив доаѓаат жените од урбани средини исто така со ниски и средни приходи. Во 50% од случаите пациентите нудат. Меѓутоа сите тие системски недостатоци ги тера да нудат. Да го прават. Немање термини, недостапност на одредени доктори. Кај една жена кажуваше дека нејзиниот сопруг бил со болки во стомакот, отишле во болница, било навечер, не сакале да го примат, го препратиле во друг град, каде што пак сакале да го препратат во Скопје, и на крај луѓето исплашени и веќе загрижени за состојбата на човекот, веќе бил во силни болки, дале одредена сума на пари на докторот и веднаш бил примен и веднаш го оперирале. И жената кажа дека утредента кога дошла да го посети мажот, дека докторот е рекол добро што го опериравме, да почекавме еден ден, можеби човекот немаше да биде жив. Јас греши вратата и тропам отварам врата и сум сведок на примање и земање пари, и тоа поприлично пари. Сугерираат, бараат или очекуваат да има сексуална услуга или некој вид на интимна услуга за возврат на побараното право за здравствена заштита, преглед, побрз термин, документ. Добре дојдовте во Клиника за се. Јас сум Менча Танасова Точи. Корупцијата во здравството е најпрепознаена и присутна форма во државата, а е толку малку пријавувана. Дали стравот и недовербата во институциите дека ништо нема да се промени, создаваат молк. Во Клиника за се разговор заснован на истражување, а не на предпоставки. Мои гости се Јасминка Фришчич, извршна директорка на Здружение ЕСЕ, и Боријан Павловски, Здружение ЕСЕ. Добре дојдовте. Кога граѓаните велат дека здравството е сектор кој најлесно се препознава, во кој најлесно се препознава корупцијата, тоа веќе не е перцепција, туку сериозен сигнал за состојбата во системот. Во вашето истражување, насловено Корупција во здравството, корупција одвнатре и однадвор, ги вклучивте здравствените работници, овој пат лекарите, и ги прашавте за корупција. Имаше ли пречки и одбивања, особено што одговарале и раководители и директори? Кој сака од вас слово? Да, па како што кажавте веќе, значи беше спроведено помеѓу 410 здравствени работници, вклучително и лекари, медицински сестри, специјалисти, специјализанти, болничари и така натаму. Тоа беше минатата година. Да, минатата година, негде период октомври, ноември. Ова е точно така е сензитивна тема, потполно се согласувам. Меѓутоа, сепак, податоците кои што и денеска ќе ги разговараме и ги има во нашата публикација, сепак здравствените работници и соработници доста искрено одговара на оваа тема. Има, секако, има релативно висок процент на одбивам да одговорам, некаде и до 10% за некои прашања, што кажува сепак на сензитивноста на темата. Ама сепак ова е успех. Меѓутоа, да. Има доста податоци кои што здравствените работници објективно кажуваат какви се состојбите во нивните јавни здравствени установи и конкретно кажуваат што треба да се промени за да се намали корупцијата во здравството. Колкав процент од нив признаваат, одговараат дека има корупција? Да, значи вака, збирно околу 15% кажале дека или учествувале лично, или посведочиле некој друг здравствен работник да учествува во коруптивен случај. Од нив, значи 11% изјавиле дека посведочиле, а 4%
дека лично учествувале. Меѓутоа, кога беа запрашани за нивната перцепција колку е присутна корупцијата во здравството, речиси 80% од нив одговорија дека е доста присутна, да. Меѓутоа 15% кажуваат дека или сведочеле или пак биле лично вклучени во коруптивен чин во односот, значи во истражување тоа треба да напоменеме, има две компоненти. Една е корупцијата во однос здравствен работник пациент, а втората компонента на истражувањето исто така многу важна е корупцијата во самата здравствена установа, односно корупцијата меѓу здравствени работници и претпоставени. Така, да, мислам чисто ќе направиме дистинкција со тоа. Дали може само јас да додадам? Значи, оно што е интересно е дека не само што признаваат и искусиле, имаат искуства за постоење на не само перцепција, туку имаат и искуство, нели, сознанија, каде што лично присуствувале или каде што чуле од некои други лица за постоење, нели, на корупцијата. Таа ја признаваат не само во однос на односот здравствени работници и пациенти кои што се корисници на нивни услуги, значи тие како даватели пациентите или пациентките без разлика, туку и дека односите кои што се поставени внатре во самите здравствени установи, во самиот здравствен систем, дали е тоа во нивната здравствена установа или пошироко, се оптоварени од коруптивни практики, од злоупотреба на моќ, што веќе јасно кажува дека тие се потполно свесни дека е присутна меѓу нив во нивното, да речеме, секојдневно работење и функционирање како здравствена установа и систем, и сосема природно, бидејќи тоа е присутно како такво во нивните меѓусебни односи, сосема природно се рефлектира и во нивниот однос кон пациентите, односно пациентките. Така да оно што е можеби не за пофалба, туку за признавање е нивната свесност, свесноста дека тоа влијае и дека тоа негативно влијае не само за нив, туку и за интегритетот воопшто на здравствениот систем како таков. А со тоа нормално се подрива довербата во јавно-здравствениот систем, а оттаму и ова прашање станува да речеме по-приоритетно за решавање во смисла на јавниот интерес, бидејќи ние сите сме заинтересирани тој јавно-здравствен систем, нели? Како што сите допринесуваме во него да функционира и да обезбедува непречено здравствена заштита. Каков тип на корупција е препознаена? А после ќе ги образложиме сегмент по сегмент, затоа што како што видов во истражувањето има разни типови, дури за изненадување. Некои што ги сметавме за нешто друго спаќаат во корупција. Така да си знаат, да си разграничат. Има некои мисла дека ете тоа и не е корупција, да кажеме. Значи, добро, најчесто препознаени и присутни се корупцијата во форма на пари, што ја препознаваат сите граѓани. И скапите подароци. Значи, тука се зборува за скапи подароци или ваучери, кои што се договорени пред да се даде услугата. Значи, практично се услов. Не е никаква, не само збор за благодарност, или туку како условување да се даде некој подарок, па да се добие услугата. Меѓутоа, здравствените работници многу повеќе од граѓаните ги препознаваат и оние посуптилни форми на корупција, кои што за граѓаните можеби не се секогаш очигледни. Например, тоа е најчесто упатувањето во приватните термини на докторите кои што работат во јавните здравствени установи. Иако знаеме дека дополнителната дејност е законски регулирана и е дозволена. Меѓутоа, едно е ако пациентот по своја желба си оди директно во приватен термин кај докторот и си бара здравствена услуга. Меѓутоа, здравствените работници препознаваат дека поради X причини и изговори, некои пациенти знаат така да речем да бидат турнати, кои што дошле редовно со упат во термин во јавна здравствена установа, да бидат турнати кон приватен термин за подобра услуга, за поквалитетна услуга и така натаму. По тие изговори. Тие се плаќаат приватно. Иако некој ќе вака можеби не е очигледно, сепак е коруптивен чин, бидејќи нели дефиницијата дека е всушност злоупотреба на моќ за лична корист корупцијата. Така да во овој случај упатувањето на приватен термин кај што пациентот ќе плати 100% од износот, наместо да плати само партиципација, тоа е веќе корупција за лична корист на здравствениот работник. Исто така, не е за занемарување и процентот на здравствени работници кои како корупција го препознаваат упатувањето на пациентите да купат специфичен лек, упатени во специфична конкретна аптека,
или во конкретна лабораторија или во конкретна приватна здравствена установа направат магнет, рентген и така натаму, нели изговорите се различни, дека тој лек е најдобар, дека таму магнетот е подобар од другите, дека таа лабораторија е подобра од државната и така натаму. Значи повторно, а во позадина се крие финансиска корист за здравствениот работник што ќе го упати пациентот таму. И повторно можеби не толку видливо за пациентите, меѓутоа јасно видливо за здравствените работници И како форма на корупција. и манипулација Да, на да. некој начин. Што се спаѓа во корупција друго? Да, па најчесто препознаени форми се овие, меѓутоа има и еден последен вид на корупција, тоа е парањето на интимни услуги или сексторција, за кој што јас Да, некако тоа се повеќе ќе... прашања за кои што можеби понатаму е Ајде, први да понатаму ќе ги продолжиме во однос образложиме. на Да Не, ве него прашам. само да дополнам во однос на Ајде. здравствените работници, значи на овие внатрешни односи кои што постојат меѓу нив во нивното, нели, како што рековме, секојдневно функционирање, како функционираат тие здравствени установи. Значи дел од здравствените работници кои што признаваат дека посведочиле на таков вид на злоупотреба на моќ меѓу вработените и помеѓу, без разлика дали се тоа нивни колеги, колешки од самата установа, надвор од неа, од установата со кој што соработува, дали е тоа администрација, дали е тоа нивниот директор предпоставен. Значи сепак има едно 20% или пак 1/5 од нив кои што вели дека искусила таков вид на злоупотреба на моќ. И сега, најчесто формата, да речеме, во која што тој вид на злоупотреба на моќ се одвивал, исто така била во вид како и со пациентите. Најчесто застапувано е примањето и давањето на мито. Понатаму следат, нели, и подароците, неформални договори околу против услуги и така натаму, меѓутоа сакам да кажам дека сликата на злоупотреба на моќ помеѓу самите здравствени работници не се разликува многу од она кон нивните пациенти. Е сега она што е интересно е дека кај пациентите најчесто тоа се однесува на добивање на здравствената заштита, нели, здравствената услуга која што е побарана, она што им е потребно, нели, на пациентите, а внатре пак меѓу здравствените работници има една цела лепеза на причини зошто или кои се мотивите позади таа злоупотреба на моќ. Па тоа се движи, на пример, од доделување на дежурства, смени и така натаму. Значи тоа е секојдневно прашање кое што се уредува, нели, и кој што зависи се одвива на дневна основа, сакам да кажам. Значи Имавме такви примери јавно во пракса со дежурствата. Тоа се прашања на напредување во кариера, на специјализација, прашање од типот на дали ќе поидете на конгрес, на патување, односно на семинари, на доедукација, дали ќе учествувате во некој проект. Може би дали нема да одговарате дисциплински, значи не се однесува само на одредени поволности и можности, меѓутоа и за прикривање, нели, на грешки, на грешки и така натаму. Значи има цела една лепеза зошто и кои се причините, да речеме, и мотивите. И она што може би беше исто така фрапантно е дека постои меѓу сите. Значи не е тоа однос на злоупотреба на моќ само помеѓу предпоставени и подредени, туку дури на колеги кои што се наоѓаат на иста, да речеме, работно ниво или позиција, или пак од некои други профили се, само не од нивниот профил, од администрација и така натаму. Значи многу актери внатре во секојдневното, да речеме, работење и функционирање во здравствените установи се инволвирани во ваков тип на односи кои што значат злоупотреба на моќ. Да. Тоа како нешто премолчено, како нешто договорено? Не како нешто договорено, да, значи правило е, како и кај пациентите, да не се пријавува. Значи повеќе правило е да се на некој начин да се игнорира и да не се постапува. Премолчано да се помине преку тие постапки на злоупотреба на моќ, но сепак 13% од оние на кои што или им било побарано, односно кои што биле, да речеме, одредено нивна право или пак еве вака поволност во смисла на прикривање на грешки или на одредена дисциплинска одговорност кога било инволвирана, значи сепак пријавувањето постои. Меѓутоа тоа е доста ниско, значи само секој 13 го пријавил, да речеме, формално тој тип на злоупотреба. А сите останати по правило го игнорираат, а причините се најчесто недоверба во системот, значи
очекувања, значи верување дека нема ништо да се промени доколку се пријави таа злоупотреба. Но секако се и немање на докази, знаат очекувања дека ќе бидат осудени од страна на колегите и колешките, од работната средина и така натаму, така да тоа се најчестите причини зошто не пријавиле. Но не значи дека во иднина нема да пријават. Мислам дека постои еден степен на јас би рекла доволна свесност помеѓу самите здравствени работници дека корупцијата е присутна, дека влијае на нивното секојдневно работење, на нивните можности, на нивниот интегритет како здравствени работници и како установа и дека се подготвени да учествуваат во разрешување, само треба да се најде начин како. Вие анализиравте и мажи и жени. Дали Да. корупцијата подеднакво ги погодува и мажите и жените? Да. Па, она што ни е нас основен, да речеме, предмет на интерес како организација, тоа е родовата еднаквост и особено дали и како одредени општествени појави, а во овој случај корупцијата, влијае на мажите и врз жените. Нас посебен предмет на интерес во рамките на ова истражување беше корупцијата во здравството, во јавноздравствениот систем, да бидеме поконкретни, меѓутоа и со посебен фокус на гинеколошко-акушерските здравствени услуги, бидејќи бевме потполно свесни дека жените, бидејќи поради нивниот репродуктивен период, поради тоа што нели водат грижа за децата, односно пред по породувањето и така натаму, дали и понатаму заради грижа нели за старите лица се далеку поизложени, да речеме, на јавноздравствениот систем и услуги, а посебно на гинеколошките и оттаму земавме, односно тргнавме во однос на испитување на ова влијание. Наудите покажа, не изненадија, потврдија дека Зошто тргнавте таму? Сметате дека таму има повеќе? Да, па и во теоријата, и во праксата, јавноздравствениот систем, токму реков поради ова, затоа што жените нели го поминуваат репродуктивниот период, затоа што според традиционалните и патриархални нели односи во семејството се грижа за децата, се грижа за старите нели членови на семејството и оттаму е нормално да бидат поизложени на јавноздравствениот систем, односно на услугите. А чем бидејќи сте поизложени, многу е поверојатно дека ќе бидат изложени нели на ризикот од корупција. Тоа беше поидовната основа. И она што истражувањето покаже е дека жените се меѓу 4 групи кои што се најмногу изложени на вакви коруптивни ризици, односно кои што може да бидат изложени. И тоа пред се жените што доаѓаат од рурални средини и кои што имаат ниски и средни приходи, а по нив доаѓаат жените од урбани средини исто така со ниски и средни приходи. Значи жените се поизложени, но потоа доаѓа од каде потекнувате, дали сте од рурална и урбана, а потоа и какви приходи имате. И сега во однос така е. А во однос на гинеколошко-акушерските се издвоија јасно повеќе групи кои што може да бидат изложени на ризик. Тоа беа малолетните бремени жени до 18 години, по нив доаѓа жените без здравствено осигурување, ромките и понатаму други групи нели ние ги викаме тоа жени кои што имаат исто така поврзаност со некоја друга предодреденост која што може нели да ги доведе во состојба на дискриминација и во овој случај на ризик за бременост. И во овој сегмент ни се познати на платите на гинеколошките услуги, бесплатни прегледи, ехо прегледи, и тоа спаѓа така во доменот на корупција? Па да, иако често ние сме ги реферирале како незаконски наплаќања, сушно како видиме навистина дефиницијата на корупција злоупотреба на мојата лична корист, веќе можеме да зборуваме дека е наведува како една коруптивна практика, затоа што согласно на договорите на подзаконските на фондот, тие се бесплатни услуги. А знаеме, сите ни сме зборувале многу пати на оваа тема. И јавно кажуваат и самите тие кажуваат, зголемете капитацијата и се зголеми капитацијата и повторно се случуваат. Спомнуват и царски резови без индикација, без потреба како мотив за корупција. Ова е сите знаеме за ова, но ова е многу страшно. Да, навистина загрижувачки, бидејќи фокусот, што каже Сминка, беше и на гинеколошко-акушерската здравствена заштита, и истражувавме зашто најмногу се нуди или се бара корупција во гинеколошко-акушерската здравствена заштита. Што видовме дека практично двострано. Во 50% од случаите пациентките или семејствата нудат, а во 44% здравствените работници бараат.
што значи практично е обострано затоа што токму е чувствителна доста гинеколошка акушерската здравствена заштита токму поради овие аспекти, особено кога жената е бремена, не само што се грижи за себе и за своето здравје, туку се грижи за здравјето и нивната и на бебето, на нејзиното дете. И сега, во однос на гинеколошка акушерската здравствена заштита, најмногу коруптивни практики, односно најмногу се бара или се дава за избор на конкретен гинеколог или тим за породување. И тука си постои тарифа. Тука очигледно Јавна тајна. постои тарифа. Да не типуваме на сите, меѓутоа ова се изјави и од пациенти кои што јас сум ги среќавала исто низ пракса. Мислам, сега малку ќе оставам, пак ќе се вратам на гинеколошка акушерска здравствена заштита, веќе спомнавте, затоа што точно дека не се сите, меѓутоа тоа се и самите здравствени работници го кажуваат, затоа што има еден дел корумпирани, потоа луѓето, граѓаните, пациентите го перцепираат целата фела како корумпирана и се губи интегритетот. И самите здравствени работници викаат дека всушност страдаат и тие како и здравствена установа и како здравствени работници, затоа што се перцепираат како корумпирани, кои честно си ја вршат својата работа. И искрено дури додека ја спроведуваме оваа кампања, почна само иницијативно да ни се јавуваат во нашата организација здравствени работници и студенти по медицина има кои што сакаат активно да се вклучат во проектот и прашуваат како ние да придонесеме да се намали корупцијата, затоа што нормално е дека има мноштво на честни здравствени работници, на кои што ова им пречи. И сега да се вратам на гинеколошка акушерската здравствена заштита, значи најмногу се бара или се дава корупција за избор на доктор при породување, а втората по честота е токму за царски рез без јасна медицинска индикација, она што го кажат. Тоа наистина многу загрижува, затоа што кога ќе се погледне статистиката за Македонија, 40% од породувањата во Македонија се со царски рез. Тоа е загрижувачки. Затоа што препораката на Светска здравствена организација вели до 15% од породувањата во една држава да бидат со царски рез. Се што е над тоа е штетно по здравјето на мајката и по здравјето и растот и развојот на бебето. Што значи, веќе, иако сега не сме правили некоја корелација, меѓутоа ако ги погледнеме овие две бројки, малку ни стануваат појасни работите зошто некако толку многу се качува царскиот рез. Точно е дека има и други фактори. Жените раѓаат на поголема возраст, па инвитрото и така натаму, меѓутоа патоците го покажуваат и тоа. И друга работа за која што И праксата, да. И друга работа за која што многу често се дава или се бара корупција е термин за антенатален преглед или преглед за време на бременост. Што исто така е еден системски проблем, како што и сите се системски проблеми всушност, затоа што точно знаеме, имаме упатства усвоени од нашата држава како се води бременост. И точно се знае во која недела од бременоста кој преглед треба да се направи. И сега, ако во таа недела жената не може да најде термин преку мој термин, нема едноставно термини за преглед, што ќе направи? Или ќе отиде на приватно, или ќе посегне кон коруптивна практика, затоа што тој преглед мора да го направи во таа недела. Нема чекање, нема одложување. После ако се најде нека аномалија ќе биде доцна и така натаму. Значи, се тоа приморана е, едноставно, или ќе оди приватно, или на ќе бара овој друг начин се изигрува и мој термин. Да. Немањето термини е голем проблем, затоа што се покажа дека 80% од луѓето кои што им бараат, кои им се бара или нудат корупција, е всушност за побрз преглед, за побрз термин. А знаеме за многу специјалисти во Македонија нема термини едноставно. Друго е да му закажат на пациентот и по 3 месеци, барем знае кога ќе го добие терминот. Се чекаат месеци термини, не се отвараат, брзо се пополнуваат. И тоа е 80%, значи токму за термин се дава или се бара корупција. Добро, одиме со рубрика Совети. Што представува атопичен дерматит? Атопичен дерматит екзема е хронично воспалително заболување кое што се карактеризира со периоди на подобрување, ремисија и периоди на влошување. Главниот проблем е генетски нарушената кожна бариера. На кожата и недостигаат битните липиди, масти и протеини. Поради тоа, кожата постанува сува, испукана и со чести чешања. Алергените и иритантите, како и патогените, често продираат низ пукнатините и притоа предизвикуваат силен имунолошки одговор. Тој одговор се манифестира со неподносливо чешање.
Атописки дерматит може да се развие и кај новороденчиња, кај бебиња, меѓутоа и кај повозрасната популација. Која е најефикасната комбинација за третман на атопичниот дерматит? Третманот има за цел да го намали чешањето, да го смири воспалението и да ја хидрира кожата. На полиците во аптеките може да се најде голем избор на линии кои што се специфично за атописки дерматит. Истите се познати и признати од светски брендови. Доаѓаат од Шпанија, Грција и Франција. Неутрадерм линијата во своето портфолио содржи маслени купки, како и балзами и лосиони за дополнителна хидратација и враќање на липидната, односно масна текстура на кожата. Специјалната линија на Фризидерм во своето портфолио содржи гелови, емолиентни креми, како и маслени купки, кои што помагаат за одржување на здрава кожа, да ја намалат осетливоста и иритантноста, а истовремено да ја обноват, односно да ја вратат природната текстура на кожата. Она што може да се најде во аптеките е Blue Cup принтот. Тој е специјално дизајниран за атопична кожа, дерматит, себореја и екзема. Безбеден е за употреба кај деца и кај возрастни. Јас би го издвоила Blue Cup спреот, кој во својот состав содржи цинк-пиритион. Тој има исклучително антифунгално, антибактериско и антиинфламаторно дејство. Го смирува чешањето, првутот и црвенилото. Стургион кремот не се употребува само во третман на атопичен дерматит. Наша препорака е да се најде во секоја домашна аптека. Тој има силно регенеративно дејство и обновува кожата повеќе состојби, постоперативни состојби после изгореници, состојби на стари лузни и рани, така да стургионот е вистинска препорака кај атопичниот дерматит. Како правилно да ја негуваме кожата при атопичен дерматит? Туширање со внимание. Туширањето треба да трае кратко, 5 до 10 минути, и тоа со млака, никако жешка вода. Емолиентните балзами и лосионите за после бањање да се нанесуваат во првите 3 минути после бањањето, се додека влагата е се уште присутна на површината на кожата. Многу важно е да се избегнуваат иритантите во домот, перењето на лиштата да биде со неагресивни прашоци, да не се користи омекшувач, а исто така препораки се да се употребуваат каенини и облека кои што се произведени од 100% органски памук. Балансираната исхрана зазема битно место во третманот на атопискиот дерматит. Кај лицата со атопична конституција, цревната бариера и кожната бариера се тесно поврзани. Затоа советот за редовна употреба на пробиотски култури е од особена важност. Се враќаме назад во студиото. Јавна тајна е дека корупцијата е исто така многу присутна во хирургијата, но постои и еден унифициран став на лекарите со кои се оправдуваат. Не зборувам за подароци во случајот, зборувам за пари, а тоа е реченицата јас не барам, тие сами ми дадоа како награда. Дали тоа ги амнестира од одговорност од нивна страна? Дека еве добро сработиле и ги наградуваат пациентите. Секако дека не. Се знае дека дури законски одредено и да е подарок вредноста е 3 до 4.000 денари. Се над тоа не сме да се прифати. Нема амнестирање. Нема дилема. Токму оно што го споменав дека точно е да во 50% од случаите пациентите нуделе. Меѓутоа сите овие системски недостатоци ги тера да нудат. Да го прават. Немање термини, недостапност на одредени доктори, целиот итноста, нели, бременост, породување, ги спомнавте хируршките интервенции, малигна болест, снимање. Сето тоа те тера на итност. Човекот нормално сака да си го добие прегледот на време, некогаш може, некогаш не може да се чека. Некогаш болеста не чека. И за тоа ќе ги направи сите можни работи само за да ја добие здравствената услуга што се работи за неговото здравје и живот. Значи мора да се каже дека ова прашање не е прашање само на дали некој нуди или бара. Значи, тие два актери се подеднакво одговорни Така во
во овој однос. И од друга страна не може да се значи никогаш не може исклучиво да се тврди дека само едната страна е одговорна за постоење, нели, на коруптивни практики. Оно што е многу битно е дека овој однос на оваа корупција во здравството е карактеристична поради таа нели асиметрија на моќ што ние често пати ја истакнуваме, а тоа е дека пациентите се во подредена положба во однос на давателите на услуга, односно во овој случај на докторите и на здравствените соработници. И оттаму самиот овој однос на асиметрија ја раѓа и може да ја потикне корупцијата како таква. И сега дополнително на тој однос се веќе приликите кои што и состојбите во јавноздравствениот систем, немањето термини, недостатокот на кадри, недостаток на специјализанти, специјалисти, било кои други кои што допринесуваат за дополнително, да речеме, влијание и потик на коруптивни практики. И имајќи во предвид дека и пациентите и здравствените работници се инволвирани, не треба да ги исклучиме и нивните да ја речеме нивната подеднаква улога во изнаоѓање на решенија и разрешување на овие состојби. Така. Било кој од нив. Отаму приказната дека некој е одговорен, значи дава, или од друга страна пациентите кога велат па ни бараат, не е доволна за објаснување, ниту пак за наоѓање на решение, идно решение. Така, и пишувањата по социјалните мрежи не е тоа се дека не се пријави. Некој видел, на некого му побарале. Ќе повторам, значи она што е факт е дека постои. И тоа го признаваат и едните и другите. И оние кои што и пациентите кои што треба да обезбедат услуга и оние кои што треба да ја дадат. Дека се свесни и едните и другите дека постојат негативни последици. Прашање е само како да се најде начин и решение внатре во самата здравствена установа и кога ќе се измена состојбите во установата, во системот како таков, ќе се прати и малку поинаква порака до оние кои што се корисници и секако до нивното идно, да речеме, нудење во однос на барањето. Доколку состојбите се нормални, поволни, можете на време да побарате здравствена услуга од здравствен персонал, пред се да имате потреба, но да ја добиете на време од соодветен кадар, тоа значи дека тоа се нормални состојби. Отаму вие нема со што да бидете потикнати или мотивирани да понудите. Имате ли некој корупција? Експлицитен пример така нешто да ви раскажале од пракса? Во рамките на истиот проект спроведувавме истражување меѓу население, каде што имаше фокус групи, дискусии во фокус групи со жени, и на фокус групите речиси сите има или личен пример или од нивни блиски каде што била или побарана или понудена корупција. Еден така да речем што ми остави наистина посилен печаток е дека една жена кажуваше дека нејзиниот сопруг бил со болки во стомакот, отишле во болница, било навечер, не сакале да го примат, ги пратиле во друга болница, се работи за друг град, меѓутоа се да не откриваме сепак, анонимно, целото истражување анонимно. Го препратиле во друг град, каде што пак сакале да го препратат во Скопје, и на крај луѓето исплашени и веќе загрижени за состојбата на човекот, бидејќи бил во силни болки, дале одредена сума на пари на докторот и веднаш бил примен вечерта, и откако му ги направиле испитувањата, излегло дека состојбата е сериозна и треба операција. И веднаш го оперирале. И жената кажа дека утредента кога дошла, да го посети мажот, дека докторот е рекол, добро што го опериравме, да почекавме еден ден, можеби човекот немаше да биде жив. Значи, многу, навистина, случај што ми остави впечаток. Значи, луѓето, биле приморани да дадат, дали имале или немале, или како ги нашле тие пари, и друго прашање, за човекот да биде спасен, наместо да се биде редовно примен, опериран и така натаму, како што му следува, како што му е и правото и должноста. Сега ми испровоциравте и јас да кажам еден пример што досега не сум го кажала јавно, на договорена изјава на една од клиниките. Јас греши вратата, одам со камера позади мене, не уклучена. Јас греши вратата и тропам отварам врата и сум сведок на примање и земање пари. И тоа поприлично пари. И сега ќе прашате зошто не снимав, зошто не реагирав. Јас преживеав таков шок, таков невиден шок, тоа беше нешто страшно.
И мене тој пример, таа случка и ден денес ми остави многу голема траума, голем впечаток, иако низ пракса сум се среќавала со примери од пациенти, од лекари што ми раскажувале. Навистина неубава гледка. Неубава и страшна гледка. Да. Во истражувањето спомнувате и интимна сексуална услуга. Тоа е нешто што се случува внатре во здравствените институции, сексторција. Да. Тоа е еден термин кој што е не е се уште да речеме локализиран, а немаме го користиме тој што е меѓународниот термин за овој вид на појава. Тоа е појава во кој што лице кој што се наоѓа на одредена позиција, односно на позиција која што има моќ, во овој случај тоа се докторите или здравствени соработници кои што имаат, располагаат со одредени овластувања, сугерираат, бараат или очекуваат да има сексуална услуга или некој вид на интимна услуга за возврат на побараното право за здравствена заштита, преглед, побрз термин, документ, било што е од редот на нивните овластувања. И сега како ваков вид на појава го разгледувавме и во односот од здравствен работник кон пациентите, без разлика дали е маж и жена, и дали меѓу себе, односно колегите, колешките или пак нивните претпоставени или надредени или некои други лица со кои што тие соработуваат некогаш во нивната кариера побарале таков вид на услуга и зашто ја побарале таа услуга. Таа е застапена и во едните и во другите односи, да, со тоа што различен е мотивот или различно е да речеме против услугата која што ќе се даде за таа сексуална или интимна услуга. Ние малку поширок опсек на действија испитувавме, значи тоа може да биде, не знам, барање на средба, на интимна средба или средба некоја со таков тип на природа, може да бидат коментари кои што имаат недолична сексуална содржина или пак природа, после може да бидат недолични допири под превезот на преглед и така натаму, особено во гинеколошка акушерската, може да бидат барање на фотографии кои што имаат интимна природа и така натаму, значи различни видови на действија се опфатени. Во односот на здравствени работници и пациенти, околу 19% од оние кои што беа испитувани изјавија дека чуле или пак посведочиле за нешто такво, а помеѓу здравствените работници оние кои што искусиле беше мало, тоа е 3%. Меѓутоа во апсолутни бројки се малку Ама и нема да кажат, сигурно. Да, се она како што и Боријан што кажа, број на пријавените, значи оние кои што веќе јасно кажале, значи изјавиле дека доживеале нешто такво или пак чуле или знаат дека нивни колеги тоа го прават и го практикуваат, вообичаено се дуплира бројот на оние кои што не сакаат да одговора, што е сосема природно. Кај ваков тип на насилства кој што има сексуална или интимна конотација и природа, вообичаено е да не се пријавува, да не се зборува, но сепак еве, присутна е како таква. Мислам, сосема е природно бројката да биде далеку поголема, значи ова веќе што го пријавуваат е нешто што е многу минорно, но во апсолутни бројки не е за подценување. И се нарекува корупција, спаѓа во корупција. Така е. Затоа што го подразбира тој однес на злоупотреба на моќ, само што овде не се дава мито, не се дава пари, не се даваат поволности, не се подароци, туку е ваков тип на услуга. Сакавте да кажете нешто? Освен што има кривична одговорност, до какви последици може да доведе корупцијата? По лекарите, по пациентите, по системот, по општеството? Да, токму така. Работејќи на оваа поле, значи можам да заклучам дека на корупција треба да се гледа покрај како што кажате, кривично дело или слично, треба да се гледа како на јавно здравствен проблем реално. Затоа што води корупцијата? Кажавме за што се барили се нуди, за побрз преглед, за навремен третман, за операција, за породување, за натален преглед. Сега, тука покрај корупцијата се и врските, кај нас уште поприсутни од митото. Тука се постава прашањето, и зошто велам дека е јавно здравствен проблем? Затоа што ако тој што дава, или има врски, или се бара па дава, е примен на време, е примен преку ред,
се постава прашањето кој останува без таа услуга или кој ќе чека подолго. Тој што нема пари, тој што нема врски, тој ќе чека и ќе чека. Значи, доаѓа до влошување на здравјето на многу луѓе. Овде веќе не зборуваме за индивидуален случај, овој дал, овој го прими, овој не. Значи, еден јавно здравствен проблем каде што луѓето кои што немаат пари, немаат врски, остануваат да чека докато не им се влоши здравствената состојба, им се влошува здравјето. Ама и го прифаќаат како нормално да имав пари, Да. еве човекот ќе ми беше спасен. Така. И здравствените работници го препознаваат тоа. Самите викаат дека најмногу трпат пациентите. Самите го кажуваат тоа. Потоа дека трпи воопшто здравствениот систем и општеството во целина и дека трпат последици и тие, токму тоа што го кажавме, затоа што со ова се фрла дамка на сите, и на честните, и на тие што никогаш не побарале, веднаш се перципираат како корумпирани и слично, па сите луѓе веќе, ако еднаш искусил човек да некој му побарал или добил преку мито услуга, тој ќе почне да нуди на други кои што можеби не сакаат да прифатат. И така да и они се свесни дека они самите трпат последици. Меѓутоа сериозен јавно здравствен проблем во едно општество. Оно што нас посебно не интересира се механизмите за пријавување. Да, тоа сакам да ве прашам сега. Прво, како да се охрабрат да пријавуваат, како да се сигурни дека може да се безбедни, затоа што реченицата може пак да паднам во неговите раце, може пријавата да дојде до лекарот, ги спречува да пријават. Така е, тоа Боријан ќе ви го каже во однос на Како да се охрабрат и после со механизми. Кога ги прашуваме здравствените работници каде пријавиле, еве кога тие биле биле во позиција да бидат злоупотребени, така. Кога биле предмет на ваква злоупотреба на моќ, тие вообичаено велат дека овие причини што ги кажав, не доверба дека системот нешто ќе реши. Значи тие не се сигурни дека ако го пријават, тоа ќе има исход. Дел од нив трпат и штетни последици. Само во одреден број на случаи се разрешуваат овие пријави. И оттаму кога ги прашуваме кој би бил тој посакуван механизам за пријавување на вакви злоупотреби, тие најчесто алудираат на надворешните системи, значи на независна антикорупцијска комисија, на полиција, на јавно обвинителство, што се надворешни механизми за решавање. Внатрешните механизми, односно внатре во интерниот, да речеме внатре во внатрешниот систем, да, тие не ни ги споменуваат тие механизми. Значи, они не ни рачунаат, да речеме, на тие. Не ни сметаат на тие механизми како такви. За нас, како некој кој што работи долго време на прашања, кои што се законски поврзани на одредени појави, нели, кои се девијантни, кои се казниви и така натаму, сосема природно би било овие два системи, односно системот на заштита и на пријава внатре во здравствениот систем да биде далеку посилен и помоќен во споредба на надворешните механизми. Бидејќи секој оној тргнувајќи и од здравствениот работник, неговото функционирање, секојдневно работење во таа установа треба да биде безбедно, така достоинствено, исполнето со интегритет. И оттаму секоја една злоупотреба треба да биде веднаш пријавена и разрешена за да не може да наштети. Така и во однос на пациентите. Ако ние појдеме да побараме здравствена услуга и ако се соочиме со таков случај, тогаш ние секако би сакале да го разрешиме тој случај, но и да ја добиеме здравствената услуга. Така. И затоа за нас како организација која што работи на ова прашање, од далеку поголем, да речеме, приоритет и тежина се овие внатрешни механизми кои што мора да функционираат. За жал, внатре во системот тие не се препознаени како доверливи и безбедни. А има ли механизми? Нешто спомнуваше министерот во интервјуто колку се безбедни, кој е тој механизам? Да ви кажам, системот на заштита на правата на пациенти, кој што треба да биде столбот, да речеме, на секојдневно извршување и исполнување на здравствени обврски, јас мислам дека слабо функционира во тие здравствени установи. Здравствените работници не се на чисто во однос на одговорите на нашите поставени прашања, ни дали имаат протоколи, дали имаат правила, зборувам сега за корупција, не зборувам за стручни протоколи. Стручни протоколи секако имаат, нели?
Меѓутоа, сепак има како некоја амбивалентни одговори во смисла на тоа дали имаат правила, кои се тие правила и кои се тие механизми, што значи дека ни таму состојбите не се доволно јасни. Она што ние во рамките на овој проект исто така правиме, тоа е посебна одделна компонента во која што се прави анализа на сите механизми расположливи кои што може да бидат поврзани со борба против корупција, не само во здравството, туку и воопшто, овие специјалните системи и другите системи во општеството кои што постојат. И ќе имаме голем дел на активности насочени кон тоа. Да најдеме и да изнајдеме решенија кои што ќе бидат едноставни, достапни на сите и доволно отворени и да нудат можност нели за заштита и за безбедност, за да можат луѓето да пријават, било да се тоа внатре или пак пациентите и да. Имаат во Министерството на веб страната пријави корупција, колку е тоа? Сигурно и анонимно. Не е тоа проблем што го има тој механизам. Имаат и други, има и граѓански организации нели кои што работат на ова прашање, кои што имаат таков тип на механизми. Прашањето е во однос на тоа како понатаму се постапува. Оти оно што е нели многу битно е која е политиката. Ние сите, мислам, убаво е да се повикува да се пријави, меѓутоа уште подобро е да се каже што понатаму после пријава. Тоа е најважно. Да. Еве во истражувањето велите ниската стапка на пријавување и недовербата во институционалниот одговор создаваат култура на молчење. Така е. И тоа е многу добро кажано. Добро, одиме уште еднаш со совети и накратко се враќаме во студио. Замрзнување на јајни клетки. Кога треба да размислувате за оваа опција? Тоа е нешто што во високо развиените земји и текако постои, и текако е нешто што гинеколозите го предлагаат на своите млади пациентки. Кај нас сега некако срамежливо почнува да се предложува, срамежливо почнува да станува актуелно, нели дека младата девојка која што не планира да оствари бременост во своите 20 години или во рани 30 години и планира да го оствари мајчинството во подоцнежните години, има опција да го зачува својот репродуктивен капацитет со замрзнување на јајни клетки. Кога треба тоа да го направите? Доколку не планирате бременост до својата 30 година, веќе тогаш тоа е првиот период кога треба жената да размислува за замрзнување на јајни клетки. Најдобро би било до 35-та година веќе, ако не се оствари како родител, да размислува, односно да го реализира и замрзнувањето на јајните клетки. Самото замрзнување е, квалитетот на јајните клетки кога ќе се замрзнат е еднаков, дали тие ќе се одмрзнат после 10 години, 20 години, 30 години. Тие се замрзнати во времето. ДНК-та е замрзната во времето и нема никаква делба и никакви оштетувања на самата ДНК, која што фактички е причината за неплодност кај жени во подоцнежни години. Доколку и вашиот гинеколог не ви препорача да замрзнете јајни клетки, прашајте го, разговарајте, кои се опциите прво да испитате оваријалната резерва, како што е броење на антрални фоликули, антимилеријан хормон и какви се опциите за замрзнување на јајни клетки или посетете стручно лице кое што се бави со третмани за лекување на инфертилитет. Се враќаме во студиото. Но освен релација пациент-лекар, постои друг вид на корупција, тоа се јавните набавки на лекови, медицинска опрема, тендери, напредок во кариера, кој дел од тоа веќе испомнавме. До какви сознанија дојдовте во овој дел? Признаваат ли, кажуваат ли, се изјаснуваат ли за ова? Ете сте анкетирали директори, раководители? Да. Па ги прашавме и за тоа, да. Иако морам да ви кажам дека одговорите на раководителите беа во голема мера предпазливи, да речем. Во смисла на тоа дека најчесто кога ќе им се постави прашање се оградуваат, дека не постои такво нешто, дека немаат тие допир со таков тип на овластување, посебно ако се однесува во однос на јавните набавки.
Но потоа во текот на интервјуата се открива некоја друга реалност, нели? Некои случаи каде што нема доволно средства и тоа најверојатно е заради политизација, заради јавни набавки, заради тендери и така натаму. Значи, дури и раководителите сакаат да говорат на овие прашања. За јавните набавки рекоа дека немаат голем допир, а и дека отаму бидејќи немаат голем допир. Добро, некои се Или начинот на кој што се одвива, така. меѓутоа има. Да, но признава дека има недостаток, дека она што се набавува е неквалитетно, дека тој неквалитет исто така доведува до намалување на квалитетот на услугите и така натаму. Не одевме многу во детали. Во рамките на овој наш проект ќе биде спроведено посебна анализа за јавните набавки во здравството. Наш друг колега можете да го повикате и да гостува тогаш кога ќе биде анализата. Да, ветивме за Ќе ова, прави, еве така е, викнавме. ќе прави анализа на поголем еден поширок примерок на јавни набавки во здравството и посебно на оние кои што се однесуваат на гинеколошко-акушерскиот дел и ќе се прави една подлабинска анализа на постапки кои што покажале одредени црвени знаменциња, односно ризици, изложеност на ризици за корупција, така да и тој аспект сакаме да го обработиме и ќе го обработуваме. За жал, секогаш присутна и секогаш актуелна. Дали им се допаѓа или не на медицинскиот персонал. Има ли начин да се намали или да се искорени корупцијата? Ние сме убедени, мислам, дека било која негативна појава може да се намали. За искоренување, мислам дека тешко можеме да зборуваме. Она за што сме потполно свесни е дека и кај населението, односно меѓу пациентите, и кај здравствените работници постои ниско ниво на запознавање и на едукација во однос на ваков вид на појава. Затоа треба да се зборува јавно. Еве и помеѓу жените спроведувавме работилници на повеќе локации во земјата. Еве сега ќе продолжиме и со здравствени работници да спроведуваме обуки. Ние сме убедени дека ако постои повисок степен на запознавање, на работа со нив, на истражување на мерки, начини кои што тие сметаат дека се соодветни, со вклученост и на едните и на другите, нели, како дел од понудата и побарувачката, нели, во здравствениот систем, односно како корисници и како даватели, тогаш дека мора да се најдат решенија и тоа соодветни решенија за намалување. Впрочем, и тоа е еден од условите, нели? Така е. А секогаш сигурно. А секогаш ќе има случаи, секогаш ќе има случаи, нели, коруптивни, но не треба да велиме дека дека корупцијата е само индивидуален чин и индивидуална одговорност. Тоа не. Добро, корупцијата во здравствената заштита е присутна и во други држави, Така не е е само апсолутно. кај нас и тоа особено земји во развој, како нашата, во транзиција со години. Да. Може ли една споредба со некоја од другите земји да направиме, ако имате податоци? Ние не правевме споредба. Меѓутоа, подготвувајќи го ова истражување и имајќи ги во предвид на одита, нашата земја не е поразлична од укажувањата за тоа каде Балканот може. сигурно е секаде исто, посебно ранешна Југославија, без Словенија. Да, но верувам и во некои други земји, затоа што би рекла од тоа како ви е уреден вас системот, односно дали имате каква е организацијската култура, каква е културата во здравствениот систем како таков, како обезбедувач на услуги, постоењето на јасни правила, едукацијата на персоналот, механизми за пријавување, контролни механизми. Сето тоа, значи тоа е лепеза на мерки, така е, кои што создаваат една солидна основа за тоа како можеме да ги подобриме условите, така и да се намали корупција. Да се подобрат за самите здравствени работници пред се, а индиректно тоа ќе се рефлектира или директно врз оние кои што ги примаат тие пациентите и системот како многу важен сегмент. Јас ви благодарам на разговорот. Со ова го завршуваме серијалот на емисии Клиника за се за оваа сезона. Имајте убаво и топло лето. Се гледаме на есен.